ја напиша ли домашната по математика? Искрено сакаш да ти кажам, ја отворив тетрадката, ја погледнав задачата ме погледна мене и решивме некој друг па да се видиме. Не ја напишав. Леле, и јас исто седнав да пишувам, ама ми се скреши молива. Баш кога ми тргна со задачите. А нема само една молива ми се седна. Има цела војска и моливи бојци. Да, ама тој ми беше најубав, другите не пишуваат толку паметно како Да, сигурно. Другите моливите знаа македонски историја, а овој ти знаеше математика. Дечки, јас ја напишав домашната. Убави се цели страни. Ја решив, ама ми остана дома на масата. Макар ме ќе помисли дека некој стар црташ и сигурно ќе ја фрли. Секогаш истото, Дејан. Домашната ти е дома, а ти си тука. Како секогаш се разминувате? Тоа е што да права. Може би треба да купиме билет за автобус на твојата тетрадка, па сама да дојде на училиште. Леле, што ќе правам? Ако на самичката праша, кој има домашна? Не постои, ако секогаш кога немаме домашна. Прашува, како радар да има на главата? Доаѓа, дечки, доаѓа. Јамно тишина. Добро утро, деца. Добро утро! Ајде да видиме што научивме минатиот час. Ја напишавте ли домашната задача? Мислам дека моливот призна пре нас. Зошто молчите? Каква е оваа тишина? Тоа е тишина за размислување. Јас почнав, ама ми дојде идеја да нацртам нешто и толку заборавив и на задачите и на све друго. Значи светењето ви беше поважно, а ти, Дејан? Јас ја напишав, ама заборив дома, навистина не ве лажам. Дејан, твојата тетрадка изгледа многу го сака твојот дом, што никако не сака да дојде на училиште. Мила, каде е твојата домашна? Јас наставничке, јас ја отворив тетрадката и таман да почна еден многу интересен филм и заборавив и на домашната и на се друго. Филм гледаше? Да, беше толку забавен, че дури и бројките од задачите почнаа да играат. Наставничке, а може ли денес го продолжиме часот без домашна задача? А може, ама ќе ви биде потешко за следење? Значи домашната ви помага? Да, домашната ви помага да стигнете до целта. Таа е како да се тргнале на некој пат и имате мапа како GPS, без него лутате. Значи, другари, денеска сме без GPS. Да, ама затоа ние дојдовме денес на час по физичко, а требаше по математика. И тоа го започнуваме часот по физичко, без загревање. Точно. Сакате да кажете дека излеговме директно на натпревар без загревање? Да, ама имам еден предлог. Кој не напишал домашна задача, ќе каже што научил од тоа што не напишал. Јас научив дека ќе напишам подоцна, значи нема да напишам никога. Јас научив дека тетрадката не оди само до училиште. Јас научив дека домашната не исчезна ако ја игнорираш. А јас научив дека изговорите се трошат побрзо од моливи. Добри заклучоци. А што ќе правиме следниот пат? Ќе почнеме порано. И нема гледање телевизија додека пишуваме домашна работа. И нема да ја забораваме дома тетрадката. И нема да го обвинуваме моливи. Ете, тоа е учење. Значи денес нема казна. Има, ќе ја напишете домашната сега, заедно. Во ред, барем сметни. И барем моливите се со нас. Запомнете, домашната не е за мене, таа е за вас. Кога